Благодарам, председателке. Почитуван министер, ќе го искористам вашето присуство да го слушнам вашето мислење по основ на две прашања. Првото е после денешното скандалозно признание за кое ни медиумите не видов дека отстапија доволно простор, па ниту спомнаа при денешното излагање сведочење на екс-министерот Беким Сали, каде што поранешниот министер денес и во ваше присуство, почитуван министер, изјави дека во моментот кога побарал оставка од директорот Нино Васев и го отворил прашањето околу проценка на ингеренциите на економскиот директор, тогаш започнале политичките притисоци врз екс-министерот. Ова го слушнавте, имавте прилика, седеше до вас, па ме интересира. Почитуван министер, што вие знаете околу овие притисоци? Дали вашиот екс-колега ве информирал за вакво нешто? Дали чувствувате одговорност како министер за внатрешни работи што некој си дозволил да врши политички притисок на министер, ваш колега во владата? Дали со тоа не сте му обезбедиле услови за работа на екс-министерот Сали и некој пробал, си дозволил да влијае врз понатамошната истрага, бидејќи слушнавме екс-министерот Сали кажа дека побарал оставка од директорот Васев и од економскиот директор, бидејќи имале лоши финансиски резултати и се појавиле сомнежи околу менаџирањето со скапата биолошка терапија. И за крај, ве прашувам, почитуван министер, кога ова го слушнавте ваквото признание на екс-министер за здравство, што сега ќе преземете кога и сам слушнавте дека некој му вршел притисок на министер откако открил неправилности во работењето на клиниката за онкологија? И второто мое прашање е околу мислењата на експертската јавност и бивши обвинители, односно експерти во делот на правосудството, кои ве обвинуваат вас, односно Министерството за внатрешни работи и обвинителството дека не сте завршиле работата како што треба и дури ве обвинуваат и за селективна правда. Тие стрикно кажуваат дека осумничените требало да бидат во притвор. Велат, сите за кои постојат сомнежи дека се вмешани во скандалот со терапиите на онкологија треба да бидат во притвор, со цел да не влијаат на истрагата, да не се заврши сето ова со изјавите ги зедовме на распит, ги повикавме на распит, ги зедовме компјутерите, тоа, велат, не е доволно. Тоа се работи што можат да се заменат и да исчезнат. Без претходно да ги обезбедите сторителите и секој што бил вклучен во процесот од моментот кога биле прифатени до моментот на дистрибуција, што се случило да се направи потоа анализа за нив и да се обезбедат докази, но не на овој начин, велат, не со комисии, сите, вика, треба да си ја знаат својот дел од работата. И затоа, велат, да не се разводнува работата, не може сестрата која работи таа работа, медицинската сестра во клиниката, да биде обвинета дека таа е самовиновна за ова монструозно, да го речам, масовно убиство што се случило на клиниката за онкологија, бидејќи сестрата медицинска може да биде само нечија маша, која само за некој мал личен интерес се вклопува тука, а всушност не е таа што ги лекува луѓето, туку овие сите лекари и овозможувале сиот тој систем кој функционирал во тој момент, во тој период на клиниката за онкологија, не ги лекувал луѓето намерно, туку ги продавале лековите, а на пациентите им давале физиолошки раствор со цел овие лекови да ги продадат на црниот пазар. Со ова тие свесно извршиле убиство. И за ова морало досега некој да заврши во притвор, да не може да влијае на истрагата и да не може да ја попречува истрагата.
Ова се мислења на, како што кажав, дел од експертската јавност. Па ќе ве замолам што имате вие да кажете по овој основ. Благодарам.